Почитувани сограѓани, новата година не е само почеток, а не е ни крај. Таа е само продолжување на времето во кое влегуваме побогати со нови искуства. За ова кратко време од 2 месеци како градоначалник, од секојдневните контакти со вас, моите нови искуства ми говорат дека имаме многу проблеми, кои заеднички треба да ги решиме. Ми говорат дека сите ние имаме потреба од поддршка, од добар човечки збор, од конкретна акција, од разбирање, дека треба да направиме цврсти темели врз кои заеднички ќе го градиме, доградуваме нашиот Радовиш. Нашите населени места, нашите домови, ми говорат дека само една целосна посветеност може да вроди со резултати. Свесен сум дека сите очекуваат градоначалникот тоа да го направи, но јас и во оваа прилика сакам да ви нагласам дека тоа нема сам да го правам. Бидејќи ниту еден човек ништо сам не може да направи. Сето ова, драги сограѓани, заеднички го направиме. Во овој краток период, јас и моите соработници, заедно со Советот на Општина Радовиш, направивме широки согледувања врз чии основи веќе почнавме изработки на повеќе конкретни проекти во повеќе сфери на комуналната, урбаната и економската инфраструктура и јавните дејности. Од најавите што ги имаме од владата на Република Македонија и плановите за 2018 година, и имам уверување дека повеќето од тие проекти ќе бидат поддржани. Во тој контекст голема подкрепа се и посетите и најавите од повеќе странски донатори, кои ја изразуваат намерата за поддршка и реализација на некои важни инфраструктурни проекти за кои поконкретни информации наскоро ќе следуваат во најблиска иднина. На крајот сакам да ја изразам и силната моја поддршка кон младите, со кои, со некои од нив од средно училиште, овие денови имав убави средби. Ги поддржав во нивните желби за убав дочек на новата година, а за најмладите обезбедивме и програма за средби со саканиот лик на Дедо Мраз, кој ќе ги посети во нивните градинки и училишта. Не ги заборавивме и дежурните служби, кои што новата година ќе ја дочекаат на своите работни места и на кои им обезбедивме скромни подароци, се со цел никој да не заборавиме и секому да му ја подадеме раката на една човечка топлина. Во еден таков дух, драги сограѓани, најсрдечно сакам да ви ги честитам новата 2018 година и божикните празници, да ви посакам среќна, берекетна година, многу здравје и лична среќа.